И здраво на сите, Мартин од Јаки коли тука. Во моментот сме на автоплацот Нико, кој што се наоѓа. Ете во позадина ги гледате зградите на Джевахир, така да ова е во населбата Лисиче на 12-та македонска бригада. Ќе влеземе внатре да разгледаме што имаат моментално во понудата. Оно што јас вака го уочив на прв поглед е дека имаат се оно што народот, у принцип, нашиот народ си бара. Углавном, како што гледате, еден куп голфови, пасати и аудиња. Така да ќе ги разгледаме сите сега едно по едно, да видиме што има. Одма еве не пречекува еден Леон, па потоа имаме еден Volkswagen Tiguan и еве ги голфовите што ги напоменав. Така да, доколку некој е во потрага да си купи некое голфче, што е многу барана кола, барем кај нас, тука има, значи, како избор неколку да ги провози, да ги види што му се свиѓа, кој мотор, која километража, која цена, која боја, значи секакви моделчиња има на Golf седмици. Еве ги и аудињата. Ова е конкретно А4 од 2012. А ова мислам дека е А5. Еве ќе ја видиме од зади. Има ете разликата меѓу А4 и А5 е ова купе изведба, тоест спуштена линија. Еве го и задникот на оваа А5 2.0 TDI Quattro. Еве и нешто поголемо джипче од Volkswagen, доколку некој е љубител на SUV. Еве некоја по-ефтина класа, да речеме Opel Astra, заедно со Peugeot 308, кои што се доста солидни вака. Не знам што би одбрале помеѓу овие две, можете тоа да ни кажете во коментари. Јас ако се прашувам, еве според цената се тука некаде, 6300 е Opelот, 5950 е Peugeot. Годината ова е 2010-2011. Ова е значи 1.6 HDI дизел, а ова е исто така дизел 1.7 CDTI 110 коња, 92 коња. Многу тежок избор, ќе оставам на вас да одберете. Мене малце повеќе ми се свиѓа ради дизајнот Peugeot, мада нема да сгрешите и Opelот да го земете. Еве едно Fiat Punto Evo заедно со Ibiza. Тука имаме и мали градски возила, едно Suzuki Swift гледаме. Opel Corsica, која е исто така доста барана од 2012, 1.3 мотор, CDTI 75 коња. И еве една Kia Picanto. Една новост за Kia Picanto е дека најновиот модел веќе стигна во салонот на Kia, чија што предница личи повеќе на Kia Sorento. А ова мене малце вака ме потсеќа на Kia Sportage, ама од тоа време, нели, од 2015. Барем наликува. Иначе секако си ја има задржано таа коцкаста форма што си ја фура Kia Picantото, дури во најновата верзија. Дури и задницата е нешто слично како најновата. Така да сакам да кажам, уште си е штосна и оваа кола. Идеме сега да ги видиме и пасатите. Имаме неколку пасати на располагање тука на автоплацот Нико. Еве го едниот, имаме една тројка. Еве го другиот. Но на мене што ми привлекува повеќе внимание, значи од сите овие пасати, ќе го издвоиме овој плавиот тука. Ова иначе уште едно Ауди, доста атрактивно. Двава пасата, али нема се задржуваме многу конкретно во сите пасати. Нема да влеземе, ќе влеземе само во овој, затоа што е 4Motion и најмоćниот пасат што можете да си го најдете на пазарот, бидејќи е со 2.0 битурбо TDI со 240 коњски сили, така да доста солидна машина. Иначе се работи за B8 или 8-та генерација. B9 веќе во седанска изведба нема, така да B9 да има пасат, меѓутоа само каравани. Седани застанаа до B8. Електричната ID7 нешто наликува и сака да го преземе пасатот. Ајде да влеземе и внатре да видиме како е.
Ете го отклучивме. Ретровизорите одма си се исправаат. Еве внатрешноста, нормално седиштето се подесува електронски, има сет за меморија, како сакате да си го подесите. Тука имаме лајсна која што е обложена во дрвесина, гумирана убава подлога за наслоначот. Тука е можеби грубата пластика, не, тоа воопшто не е проблем. Така видиме и звукот на вратата. Добро. И да влеземе сега внатре. Седиштата се со некој ребраст, убав кожен перфорирана кожа материјал. Да видиме колку се удобни. Она што е доброто за овој модел е тоа што има дигитална инструмент табла. Еве малци ќе ја зумираме да ја видите. Овој конкретно модел има поминато 220.000 км. Има автоматски DSG менувач, многу нормално, значи 4x4, палење на дугме, старт-стоп системот, тркалца за подесување на климата, што е секогаш одлично, инфотеймент систем кој што е на тач и класичниот детал на секој Passat е овој интересен часовник. Удобноста е феноменална, прегледноста исто така, во однос на задната клупа продолжува, исто квалитетот, имате подпирачи и наслон за раката, држачи за чаши, а во однос на багажниот простор тој изнесува 580 литри, што е огромна бројка. Дефинитивно едно солидно фамилиарно возило кое што ќе ви пружи и многу забава и многу голема снага имате испод хаубата, како што напоменав, 240 коњи, 2 турбини, доволни да ја забрзаат оваа каросерија за 6 секунди до 100, има 500 Нм торк, вртежен момент. Не знам уште колку долго ќе биде на плацов, претпоставувам се многу ќе бидат заинтересирани. Цената му е, ова е во денари, иначе во евра, ако не се лажам, околу 24.000 евра, да. Ја има и во евра испишано цената.